Ако СДСМ има нов лидер, тогаш зошто во јавноста постојано ги слушаме истите лаги и изјави препознатливи за Бранко Црвенковски? Исто како Црвенковски, и Заев во јавноста пласира различни изјави за името. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз е многу јасен. За нас е прифатливо име со географска одредница. Ако се најде формулација, значи со некаква додавка или придавка, Со идентични изјави и Црвенковски и Заев бегаа од соочување со народот на избори. Локалните избори ќе ги бойкотираме. Ние немаме намера ниту да учествуваме на избори, ниту да подоставаме кандидатски листи. А при ваков случај, ако они сами учествуват на избори, ќе има пукање. Стравот од соочување со народот и двајцата го криеја зад наводно неисчистениот избирачки список. Ја повикуваме владата под итно, веќе од понеделник, да предложи измени на изборниот закон во согласност со препораките на ОПСЕ и ОДИХР и во најкусможен рок пречистување на избирачкиот список. На системот се вклучат во исчистување на избирачкиот список до крај и вградување на сите препораки од ОПСИ и ОДИХР во изборното законодавство. И Бранко Црвенковски и Зоран Заев бесрамно се обидуваат да ги присвојат за своји инвестициите кои што ги реализираше ВМРО ДПМН. Во време на Социјалдемократскиот сојуз се изгради автопатот од Скопје до Тетово. Автопатот од Скопје до Тетово е почнат со градба во 1998 година и комплетно е завршен во 2002 година, во тогашниот мандат на ВМРО ДПМН. Тогаш СДСМ не беше на власт. Северната обиколница беше изградена и завршена во 2009 година од страна на владата на ВМРО ДПМН. Се изгради обиколницата околу Скопје, најмодерно автопатско решение. После долги состаноци, би рекол скоро цела година преговори и разговори, успеавме во една драгоцена намера на странски инвеститор да вложи крупни средства со кои што се отварат голем број на нови работни места во нашата општина Струмица. Но комплетната таа инфраструктура е финансирана од страна на ЈП Агроберзи, за која постојат и документи и договор подпишан со општина Струмица и точно се гледа дека отприлика околу 66 милиона денари се префрлени на име на тој проект. Фирмата во моментот го купи земјиштето, државното земјиште кое беше распишано на тендер, баш во Струмица и мислам, предпоставувам дека тоа е и причината со која градоначалникот Заев се фали на некој начин со оваа инвестиција. Кажете дека Заев беше во Ландово и рече дека ќе ги бркаме. Ќе ги избркаме од работа и тоа го знаеме. Порадувајте се уште некој ден од и после 16 септември, ни вие тоа нема да го имате. Од хигиеничарот во единица до некој директор во некоја институција која што е под општината. Одлучува кадрова комисија на СДС. Во оваа држава има да се знае што е честност, а што е криминал. Секоја изјава на Зоран Заев е изјава на Бранко Црвенковски. Зоран Заев е само маската од која македонскиот народ треба да продолжи да ги слуша истите лаги од 15 септември 2002 година, кој народот скапо ги плати. 15 септември, едно лице, безброј маски.